справување со кризи, за да може да отвориме можност за било каква интервенција во таа насока кога имаме страдање на популацијата. Значи, отприлike, тоа е на кратко брифирање од моја страна, со напомена дека поново апелирам да се воздржат сите политички странки, сите представени си авторитети, невладини организации, граѓански издруженија, пред се големи авторитети во своја средина, да направат се за да состојбата не ескалира, да се емоциите спуштат на ниско можно ниво, да не се дозволи поделба по етничка основа и групирање по етничка основа, што уште повеќе ќе закомплицира оваа состојба, да чекаме да се разреши состојбата, да ја видиме каузата на цела оваа криза, а по каузата на оваа криза ќе има најверојатно и политички разрешници или политички решенија на крај, со што дефинитивно би дошли во еден по-сигурен и по-стабилен период. Лично чувствам голема загриженост, еве 12 сата, скоро сум во некоја постојана мобилна состојба и мислам дека состојбата не е така едноставна, мислам дека во последно време се повеќе и повеќе се комплицира и можеби ако не дојде до некоја брзо на кратко време разрешница, можеби со неколку дена ќе доведе во многу тешка состојба како град и поголема криза и страдање на населението. Затоа предлагам да заклучоците бидат донесени онака како што ги постави на координација со сите партии Советот, со напомена да овие забелешки што ги кажав, писмо до Министерство за внатрешни работи и писмо до Хумано-литовско стопанство околу обезбедување заедно со Номара, на некој начин имаме и иницијатива и доказ за целиот ангажман, а останате работи ќе бидеме удобни, ќе можеби ќе имаме потребно многу допуски консултации, ако ова работа не се реши како период. Благодарам на вниманието, оставам отворен за оние одговори кои ги знам, ако ги знам да ги кажам. Сите работи не се ми дадени од прва рука, се на некој начин добиени преку комуникација внутра, луѓе кои се на терен и онаа што го зборувам индиректно, меѓутоа со голема сигурност дека е веројатноствено од оно што се случува на терен. Благодарам.